Лепесата мерки да се зголеми наталитетот и да се запре миграцијата на работоспособното население ниту во кочење, ниту во државата ги дава посакуваните резултати и ги подобрува состојбите. Дека проблемот не е актуелен само во нашата држава, зборуваат активностите на тој план и во соседството. Ако кај нас семејствата кои се одлучили на 3-4 и повеќе деца добиваат месечен надомест од 8.362 за период од 10 години и 11.706 денари за период од 15 години, во Војводина наталитетот се стимулира со 1.200.000 динари за семејството да го реши стамбеното прашање, а во Грција, на пример, државата издвојува по 2.000 евра за секој новороденче при одредени услови. Меѓутоа, поедини аналитичари во оваа сфера имаат различни размислувања и ставови на релација стимулирање наталитет и запирање на миграцијата, како што сега стоат работите, испаѓа дека сиромашните земји изложени на удар на миграцијски процеси финансираат наталитет, а тој подоцна се осипува бидејќи населението потоа наместо да остане заминува во развиените земји. Тоа само по себе значи дека се потребни комплексни мерки за да се постигне посакуваниот ефект. Инаку со оглед на фактот дека ваквите мерки во нашата земја се применуваат околу една декада, за очекување е дека правичните резултати треба да се почувствуваат по 10 години, кога новородената популација ќе се вклучи во стопанските текови, иако соодветни поместувања се забележани во образовниот процес и другите сегменти. Од тука, за сега се уште е присутно намалувањето на ученици во училиштата, а стопанството стагнира поради насушната потреба од работна сила.